Вести на Канал 8, добро вечер. Ќе нема намалување во текот на целата 2014 година на надоместокот за уредување на градежното земјиште, односно за комуналии во централното градско подрачје. Советот не го прифати заклучокот од Комисијата за комунални работи и уредување на просторот да се даде попуст од 20% само за овој дел од градот. Собствениците на градежни парцели во централното градско подрачје на Кочани, кои сакаат да инвестираат во нови објекти, останаа без предложениот попуст од 20% на цената на комуналиите. Предлогот што го даде советникот Спирко Ѓоргиев на Комисијата за комунални работи и уредување на просторот не доби поддршка од Советот. Всушност, и самиот тој, уште пред да започне расправата, рече дека го повлекува предлогот со што им даде насока на советниците како да гласаат. Повлекувањето го образложи со ставот дека заклучок за попустот не бил донесен и на Комисијата за финансии и буџет, па заради тоа не сакал да има нарушување во предложената програма за уредување на градежното земјиште. Моја интенција беше постојано Советот да не биде некое као регулаторно тело да донесе постојано одлуки за дисконт, бидејќи ние како советници, значи ова 2013 година немаше донесување на такви одлуки, меѓутоа 2012 се такавме ние во Советот кој повеќе ќе учествува во донесување со продолжување на рокот. Од 1 да кажеме април па до крајот на јули месец, па потоа пак продолжување и малку Советот се претвори во едно тело во кој сите се тркаме, кој повеќе малку се удоруваме на електоратот, кој повеќе ќе ги донесе тие дисконти. Во меѓувреме, на седницата на Советот се слушна мислење дека попустот на комуналиите за централното градско подрачје не мора да се повлекува, туку напротив, опфатот на територијата на која ќе се однесува да се прошири. Еве, јас имам предлог наместо во централното градско подрачје намалувањето да важи за територијата на цела општина Кочани. Со тоа што наместо да донесуваме времена мерка, пример, од 1 април и да важи до 30 септември, да и дозволиме на граѓаните шанса уште од 1 јануари да почнат да ја спремат оваа техничка документација, да искочиме во пресрет на граѓаните, да не лицитираме како што викате кој повеќе од нас ќе придобие политички поени, туку еве сите заедно да ги намалиме комуналиите за 20% на територијата на целата општина. Предлогот на советникот Алексов не доби согласност од мнозинството во Советот. Повлекувањето на предлогот од Ѓоргиев пак, попустот да важи само за централното градско подрачје, доби поддршка од повеќето советници. Со тоа, во важност и понатаму остануваат актуелните цени на комуналиите од 2838 денари за метар квадратен во централното градско подрачје и 2362 денари за парцелите во другите делови од градот. Граѓаните кои исклучиле договор со комуналното јавно претпријатие Водовод за месечна уплата во Солидарниот фонд за погребални услуги, ќе можат да ги искористат средствата за плаќање на заостанати долгови кон претпријатието. Тоа е една од најповолните можности што им се нуди, доколку претходно поднесат писмено барање. Неплатените сметки за вода и ѓубрарина, граѓаните ќе можат да ги подмируваат со средствата од Солидарниот фонд за погребални услуги, доколку претходно не ги искористиле за таквата намена. На овој начин ќе им се овозможи да ги добијат поборувањата што ги имаат од комуналното претпријатие Водовод, откако престанаа да важат договорите за уплаќање 80 денари во споменатиот фонд. Тоа беше едно од прашањата за кое се дискутираше на 11-та седница на Советот на општината, а во врска со извештајот за работењето на претпријатието од почетокот на годината до 1 октомври. Беше речено дека таа е една од најповолните можности што им се нуди да ги повратат средствата, односно да ги намалат долговите кон претпријатието. Од седницата беше упатен и јавен повик до сите граѓани кои се заинтересирани за расчистување на меѓуседните побарувања да поднесат посебно барање до Водовод. Ако сакат наредните сметки за вода со акумулираните средства да ги покриват, акумулираните средства по основ на Солидарен фонд да ги покриват, нека поведат да пополнат соодветно барање во кое преку една техничка процедура сметковоствено ќе му биде овозможено сметките или долговите стари да му бидат покривени од акумулираните средства по основ на Солидарен фонд. Акумулираните средства во периодот од 1995 до јули годинава, кога престанаа да се собираат во Солидарниот фонд, изнесуваат околу 16.480 денари.
Тоа значи дека секој што ќе поднесе барање до водовод ќе има можност во просек цела година да не плаќа за вода и изнесување смет, туку сметките да се покриваат од овие пари. Во споменатиот период биле склучени 3900 договори, од кои дел веќе се исполнети, односно биле искористени погребалните услуги или пак побарувањата се расчистени на друг начин. Една од можностите за тоа е со подпишување анекс на постојните договори, со што граѓаните кои и досега учествувале во солидарниот фонд ќе продолжат да плаќаат, но сумата од 80 е зголемена на 100 денари. Според Папазов се работи за посебни облигациони односи помеѓу водовод и заинтересираните странки, со кои се склучени 350 нови договори. Во непосредна близина на бунарскиот систем во Долни Подлог се гради новата административна зграда на работната единица Геотерма. Иако се најавуваше дека објектот ќе биде завршен во максимално краток рок, сепак и по повеќе од една година тој се уште е во фаза на карабина. Работната единица Геотерма, што е во состав на комуналното предпријатие Водовод, ќе добие нова административна зграда кај бунарскиот систем во Долни Подлог. Градбата на објектот се одвива со известно задоснување од претходно планираните рокови, зашто имало повеќе објективни потешкоти, велат одговорните во предпријатието. Се работи за зграда што ќе има само приземје, лоцирана на земјиште што е во државна сопственост, добиено на концесија од локалната самоуправа, а заедно со останатите објекти е пренесено на користење на комуналното предпријатие. Иако градежните активности се со забавено темпо, од Водовод очекуваат дека наредната година ќе може да се изврши вселување. Објектот е во фаза на карабина, значи го гради фирмата Имако, имавме интензивни активности во пролетниот дел од оваа година, сега се завршите работи во делот на изготвувањето, односно затварањето на кровната конструкција. Имако е должен да ја изработи и фасадата. Имаме активни договори со останати изведувачи во делот на затварање на столаријата и преградувањето на внатрешниот дел и ќе ги искористиме и внатрешните резерви и делот кадровските потенцијали и капацитети што ги имаме во состав на комуналното јавно предпријатие да го завршиме делот на водоинсталацијата и електроинсталацијата. Новиот простор што ќе се добие во зградата треба да ги задоволи потребите за вработените во работната единица Геотерма, како и за дел од потребната опрема за мониторинг на геотермалниот систем. Се работи за околу 200 метри квадратни, простори за инженерскиот кадар, за техничките лица кои се вклучени во работата на системот Геотерма, делот СКАДА системот и мониторингот ќе го преселиме тука и административниот, односно делот за раководителот и една просторија за состаноци ќе имаме. До почетокот на август минатата година, Геотерма беше сместена во барака на улицата Никола Карев во дворот на истоименото основно училиште. Но поради продажбата на просторот за комерцијални цели, односно за изградба на колективна стамбена зграда, објектот беше срушен, а вработените привремено се сместија во постојните објекти на комуналното предпријатие. Околу 600 шахти ќе бидат предмет на третирање со кумарински препарати за уништување на глувците во Кочани и населените места. Ќе се третира и градската депонија. Екипи на Центарот за јавно здравје во соработка со комуналното јавно предпријатие Водовод започна со дератизација на канализацијската мрежа и колекторите во Кочанско. Се третираат околу 600 шахти во кои се става кумарински препарати или отров за глодачите. Освен во Кочани се третираат и населените места Оризари, Прибачево, Градовци, Мојанци, Горни и Долни Подлог и Тркање. Директорката на Центарот за јавно здравје од Кочани Влагица Ѓурковиќ истакна дека во план за дератизација е и третирање на градската депонија, за која ќе бидат потрошени околу 10 килограми кумарински препарати, а за целата акција околу 250 килограми кумарински препарати. Со дератизацијата значително се намалува бројот на глувците во шахтите, кои представуваат потенцијална закана за појава на заразни болести, велат од Центарот. Дератизацијата се спроведува со финансиски средства од општинската програма за заштита на здравјето на луѓето од заразни болести за 2013 година. Стапи во сила законот за безбедност на патишта за задолжително носење зимска опрема во моторните возила. Акција на Кочанската полиција за контрола на возачите за поседување на пропишаната опрема.
На магистралниот пат А3 Делчево-Штип на првиот ден од стапување на сила од Законот за безбедност на патишта за задолжително носење зимска опрема во возилата, Кочанската полиција спроведе акција за контрола и подсетување на возачите за поседување на опремата. Обврската за носење на пропишаната зимска опрема ќе трае до 15 март. Од полицијата појаснуваат дека под пропишана зимска опрема се подразбираат пневматици за зимска употреба на погонските тркала, односно радијални гуми на сите тркала или пневматици со летен профил, чија длабочина на шарата изнесува 4 мм, ако во возилото во приборот има синџири за погонски тркала, а за автобуси, товарни возила и лопата. Согласно законот, треба да ги подсетиме дека униформираните полициски службеници можат слободно да го искористат овластувањето доколку настанат временски услови во кои може да проценат дека понатамошното движење на возилата без зимска опрема е забрането, значи настануваат услови кои што не дозволуваат движење, бидејќи ќе настане непречено одбивање на сообраќајот, нема да има, односно застој во сообраќајот, затоа можат да бидат исклучени. Од друга страна, истото може да се случи и на места каде што истото е ограничено со сообраќајен знак. Затоа, значи, за да не се доведат во ваква ситуација да бидат исклучени од сообраќај и да апелираме понатаму да си ја стават зимската опрема во возилата или да си набават зимски пневматици за да можат безбедно да учествуваат во сообраќајот. Полициското деление за безбедност во патниот сообраќај и во наредниот период продолжува со ваквите акции на отворен пат, затоа што зимска опрема е задолжителна само на отворен пат. Полицијата апелираше и за носење зимска опрема и на патот кон Пониква. Од денешната контрола, додава Велковски, може да се констатира дека одредени возачи се запознаени со законската обврска и носат зимска опрема. Други пак заборавиле дека од 15 ноември стартува задолжителното носење зимска опрема, но затоа пак полициските службеници со акцијата ги подсетуваат за опремата со единствена цел – зголемување на безбедноста во сообраќајот. За непоседување зимска опрема е предвидена парична казна во висина од 15 евра, а пишување на негативни бодови не се предвидени, велат од полицијата. Локалната самоуправа на општина Чешиново-Облешево во соработка со Основното училиште Климент Охридски и Кочанската полициска станица преку акција за подигање на безбедноста во сообраќајот го одбележа Меѓународниот ден на жртвите во сообраќајни незгоди. Почитувајте ги сообраќајните правила и прописи затоа што сообраќајот представува фронт на необјавена војна и секој момент можете да го загубите животот. Ова учениците од Основното училиште Климент Охридски од Облешево им го укажуваа на возачите на моторни возила, кои Кочанската полиција ги сопираше како дел од акцијата за зголемување на безбедноста во сообраќајот, а со тоа одбележување на Меѓународниот ден на жртвите во сообраќајни незгоди. Јас сум Дејан Ангелов од Основното училиште Климент Охридски во Облешево. Ние сега сме тука и делиме флаери за безбедноста во сообраќајот. Јас се трудам што можам да минувам на пешачки премиум. Јас сум Мартина Мицова од Основното училиште Климент Охридски во село Облешево и доделуваме флаери за да ја зголемим безбедноста во сообраќајот. Јас гледам да со што и да било да зголемам безбедноста во сообраќајот, со тоа што минувам на пешачки премии и друго. Општина Чешиново-Облешево преку акции действува на намалување на жртвите во сообраќајни незгоди. По повод 17 ноември, ден на загинатите жртви во сообраќајни незгоди, општина Чешиново-Облешево во соработка со Основното училиште Климент Охридски од Облешево и полициската станица од Кочани организира акција се со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот и да се намалат жртвите од тие несакани сообраќајни незгоди. Флаерите што учениците им ги делеа на возачите на моторни возила се однесуваат на сообраќајните правила и прописи кои задолжително треба да се почитуваат, како и на безбедно управување со трактор и земјоделски машини. Акцијата се спроведе под мотото "Имаш само еден живот, не уништувај го". Ученици од македонска, ромска и турска националност во Виница дополнително ќе работат надвор од училишните активности. Општината е седма во Македонија во која се воведува тој модел. Во Основното училиште Славчо Стојменски во Виница официјално стартуваше Нансен моделот за интегрирано образование. Обуките и финансирањето ги спроведува Нансен центарот од Скопје.
50 ученици од македонска, ромска и турска националност, преку заедничка работа надвор од училишните активности, ќе ги надминуваат јазичните, верските и предрасудите што произлегуваат од нивните традиции на живење. За таа цел се адаптираше и опреми една од училниците во училиштето, а веќе се обучени и две наставнички, една од турска и една од македонска националност, кои ќе работат со децата. Во училиштето се одржа мала свеченост на која беа присутни учениците, родителите и наставниците, а своје обраќање има градоначалникот на општина Виница Емил Дончев, директорот на училиштето Јордан Стојанов и извршниот директор на Нансен центарот од Скопје Сашо Стојковски. Целта на проектот не е само да се интегрираат учениците од различните националности, туку најмалку еднаш неделно преку заедничка работа да се вклучат и родителите од македонска, турска и ромска националност. Виница е 7-ма општина во Македонија во која се воведува ваков модел. Стојковски потенцираше дека ова е добар пристап во работата со учениците, што треба да го применуваат сите училишта, најмногу заради зачестеното насилство во училиштата во последните неколку месеци, во кое најголем дел од инцидентите настануваат токму поради нетрпеливост помеѓу поединци, представници на различни етнички групи. Учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов научија како да подготват проект за помош на лицата на кои им е потребна. Втора работилница како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Втора работилница со учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов како дел од проектот на Црвениот крст за промоција на хумани вредности. Учениците учеа како да направат проект и како да го документираат истиот и да го спроведат и реализираат, а со тоа да помогнат на луѓето на кои им е неопходна помош. На некој начин добиваат обука кој што ќе им послужи во подоцнежниот период да изработуваат мали проекти кои што ќе бидат врзани со добробит на заедницата. Истите мали проекти ќе треба да ги достават до 1 март до канцеларијата на Црвениот крст на град Скопје, потоа недобрите проекти ќе бидат наградени. Интересот на учениците за креирање проекти и да помагаат на луѓето е голем, констатираат дисеминаторите. Минатава година на државно ниво, на ниво на Република Македонија имавме 202 проекти. Што значи дека имаме исклучително голем интерес кај деца за креирање на проекти кои што имаат хуман елемент во нив. И голем дел од тие проекти, како што сега им презентирав на децата, влијаат врз промена не само на одредени аспекти во заедницата, туку и на одредени аспекти кај нечиј живот. Учениците од гимназијата излегоа со конкретни идеи и предлози за реализација на хумани мали проекти. Дисеминаторите им укажаа на учениците дека пред да спроведат било каков проект, потребно е да истражуваат и да знаат на кој и како треба да помогнат. Во првата работилница учениците се запознаа со формирањето, работата и активностите на Црвениот крст. По завршување и на оваа втора работилница, со помош на дисеминаторот Тања Минова се делат во групи, се организираат и ќе изработуваат мали проекти, кои до 1 март треба да бидат доставени до канцеларијата на Црвен крст на град Скопје. Програмата е поддржана од Министерството за образование и наука и се организира во сите општини во државата. Фудбалски надпревар ученици против професори во Никола Карев. Заврши миролюбиво 3:3, а средствата од влезниците ќе се наменат за потребите на училиштето. Значи денеска во 12:30 во училиштето, односно во спортска сала во училиштето Никола Карев се одржа надпревар помеѓу наставници и ученици. Мал фудбал. Целта на овој надпревар е да се соберат средства или донација преку УСАИД за вториот влез кој се гради во училиштето Никола Карев. Еве најавуваме дека и наредната недела ќе има надпревар наставници и родители кој ќе се случува исто така во училиште страна Никола Карев. Овој надпревар ќе биде кошарка и средствата од тој надпревар и од овој кој што се соберени заедно ќе бидат донирани или ќе се употребат за влезот кој што се гради во училиштето Никола Карев. И информацијата дека женскиот фудбалски клуб Кочани игра против ланскиот шампион Билјанини Извори во сабота со почеток во 13 часот на стадионот Никола Мантов, а иднина се гостува во Битола против Конзули.
Баскет Дино во М16 се среќава со Борец во недела во 13 часот во спортската сала, а во М14 против истиот противник во 11 часот, додека пак во 16 часот против екипата на Крива Паланка. Тоа беше се во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.